прв вебинар во април и мислам дека овој ќе биде последен вебинар за годинава во оваа форма. Ќе ви кажам зашто. Ви најавувам веќе неколку вебинари. Следните дружби што ќе ги правиме вака онлайн, а зашто коронава малце и олабави, ќе имаме доста и заеднички дружби со физичко присуство. Во последниот период ќе прошетаме малце по регионов да видиме како градат комшииве. Иначе, зашто викам дека е последен ваков вебинар? Затоа што следните дружби сакам да ги правам со колеги архитекти кои што може да споделат дел од нивното големо искуство. Имам во предвид агенда која што ќе покрие доста инженерски теми, која што ќе покрие доста дизајнерски теми и ќе комуницираме во смисол да најдеме гости кои што на овие наши заеднички дружби можат да споделат релевантно знаење од нивната област. Меѓутоа ќе збориме лично. Благодарам што сте денеска со нас. Во следниве 45 минути ќе зборам за една тема која што ми е многу болна. Зашто викам многу болна? Затоа што кога почнав да ја проучувам акустиката, звучната изолација, сватив колку како инженери поне во Македонија, во регионов, не обрнуваме внимание на звучните параметри на многу типови на објекти. Денеска ќе зборуваме за кафичите и рестораните. Ја не би должел, туку одма би споделил екран. Мислам дека го гледате екранот. Ресторан кафич. Во принцип, многу интересно, не многу интересно, многу е лесно, многу интересно, седејќи во еден ресторан, да размислиме што за нас како корисници на тој простор е тој ресторан. Значи да, прво одиме таму нели да се дружиме, да јадеме, да пиеме, меѓутоа тој простор има и многу големо, да речем, социјално значење. Така да, кога зборувам и со вас колегите архитекти, кога ви помагам во технички избор на системите кои што ќе ви градите во систем, во вашиот проект, секогаш тргам Тивко, ја? Дана вика дека е Тивко. Дали уште трае ова? Дали и кај вас е Тивко? Или ве молам некој искоментира дали е Тивко и кај вас. Имам забелешка дека кај некого било многу Тивко. Добре. Подобре. Ајде. Значи, се ставам во кога збориме за технички решенија, секогаш се ставам во улога на гостин и замислувам што све треба во еден ресторан да исполни, какви све услови треба да исполни ресторан за јас да уживам во него. Не сум јас единствен човек што го прави тоа. Западните земји веќе многу одамна имаат писанија кои што се бави со оценка на квалитет на рестораните и оно што е многу интересно кај нив, имаат истражувања на тоа што највеќе им смета на гостите во еден ресторан. И ова се просечно извадени, има многу студии низ светов, ова се просечните највисоки 3 позиции на забелешки, односно на замерки. Најважна замерка е лоша услуга. Втора замерка е квалитет на храна, пијалок, и трета замерка е една група на замерки која што го покрива интериерот на ресторанот. Некој се жали дека му било гласно, некој дека му било претемно или пресветло, топло, ладно. После продолжуваат и забелешки од типот на лоши гости. Сега гледате дека во првите 3 забелешки има 2 социјални забелешки и една гастрономска, да речам. Значи, ова укажува на податокот дека рестораните се пред се социјална, значи место за дружба, социјален феномен, а после тоа се места каде што ние одиме да јадеме и да пиеме. Денеска на вебинаров ќе ви укажам на неколку решенија како да ги подобрите проектите во однос на гласно и темно светло и топло-ладно. Добро, темно светло нема многу да ви кажам, ама топло-ладно ќе ви кажам како да го направите. И нема да можам да ви кажам што да правите со лошите гости. Значи, ќе збориме за акустичните решенија, тука спаѓаат решенија за просторна акустика, за звучна изолација и решенија за енергетската ефикасност. Ова ми е
Момент само. Вака. Направив на кратко една брза листа на типови на ресторани кои што се сретнуваат и кај нас и низ светов. Ги наредив од како да кажем, најбанален простор, најлесен, најбрз кафула, па брза храна, сега и со слики ќе ви покажам како тоа изгледа. Значи кафуле, оно што не го кажав на почетокот е дека и на мене како технички советник и на вас како архитект е целта тој простор на инвеститорот да му врати или да му направи многу пари. Затоа во неколку слайда денес ќе спомнам оно што зашто многу ретко збориме, тоа се парите. Направив некаков просек на колку една маса во кафич, ресторан за брза храна или семен ресторан може да направи цех во еден ресторан. Значи, почнуваме од кафич, една маса, двајца, тројца да седнат, од прилика оставаат околу 300 денари на масата. Сега може ќе ви биде чудно зашто зборам за пари, ама човекот заради економско суштество да го наречам, сака парите за оно што парите што ќе ги даа да добија некакво добро за нив, не само за јадење, него не само квалитетот на јадењето, туку да има и да добие услови за парите кои што ги плаќа. Ресторан за брза храна како изгледа, значи да погледнете го само комфорот, нема комфор, има стоење, има брзи редови. Обично една масичка може до 500 денари да извади. Семени ресторани, групирани, сепареа, семени маси, отприлика по македонски услови негде околу брз оброк, околу 1500 денари ќе му остави од маса на инвеститорот. Casual кафич или лонч бар, како што се популарни сега, една маса може до 2000 денари прилика да врати. И веќе имаме fine dining, дали ќе биде брз fine dining или ќе биде луксузен fine dining, може до веќе и латинични букви да се појават на банкнотите. Сега, што ми беше целта со париве? Обично, веќе почнеме од кафичот или од ресторанот за брза храна. Комфорот кој што ние како архитекти треба да го возможиме во овој простор, треба да биде доста мал. Без разлика дали е топлински комфор, акустичен комфор, дали ќе биде квалитетна столче. Ова се места кои што бараат in and out. Значи да дојде човек, да влезе, ако сака и тука да късне, да не му биде храната за носење, на брзина да се најаде и да излезе. Зошто? За да отвори простор за други гости. Да секаде низ светот има такви ресторани за брза храна, каде што политиката in and out. Во Америка сум бил во како се викаше Олив Гарден, ресторан за италијанска брза храна. Дури и вработените во ресторанот примаат толку ниска плата што целосно зависат од бакшишот. Значи тоа се места каде што треба брзо амбиентот на местото треба да не избрка. Значи тие места може да бидат гласни, може да бидат ладни, може да бидат со тврди столчиња. Меѓутоа веќе ако збориме за да стигнеме до fine dining, особено ако е некој високо квалитетен fine dining, веќе комфорот овде, значи нарочно ставив оваа слика, гледате дека има благи нюанси на светлина, има удобни столчиња, има слаба светлина, има акустични решенија, значи местово е тивко, местово е топло и ги оставив за вон секоја категорија ги оставив рестораните за свадби, зашто таму зурлико диво ќе писнат, тапанко ќе грмне со подземенекот, таму веќе не збориме за никаков тип на комфорт, освен за звучен. Затоа што во таквите сали обично има и појаки системи за вентилација, за ладење, за грејење, овде збориме само за звучен комфорт. На оваа презентација нема да ги покријам овие сали за свадби како решенија, затоа што моето искуство покажало дека таму се работи за јаки озвучувања, таму се работи за големи волумени и до сега, да не речам дека секој месец по еднаш до два пати ми се јавува собственик на сала за свадби и ние никогаш не сме завршиле убаво квалитетно акустично решение без прсти да умеша некој квалитетен акустичар. Затоа за оваа презентација, за овој вебинар, кога зборам само за кафичи и ресторани,
салите за свадби малце ќе ги изоставиме. Ќе одиме на следниот слайд, кој што малце ме зеза, нормално. Прво кога збориме за акустичен комфорт, збориме за два параметри. Прво е звучна изолација. Звучна изолација од надворешноста на кафичот или ресторанот према ресторанот и обратно, што е доста поголем предизвик и поголем проблем. Звучната изолација од кафичот на надвор, значи да не им се смета на комшиите. Пак ќе го земам овој врховен документ за планирање на звучна изолација, технички услови за проектирање и градење на згради, акустика во високоградбата и стандардот, југословенскиот стандард ЮС J6201, кој што во Македонија, односно во Социјалистичка република Македонија во 89 година е прогласен за правилник за звучна изолација. Во него, во делот С, каде што се работи за ресторани, простории за игра и киносали дури, се зададени минималните параметри на звучна изолација, измерена звучна изолација помеѓу ресторанот и соседите. Па да речеме вика, ако е ресторан, сега тука ќе ги спомнам ресторани, кафичи, игротеки за деца, многу голем проблем затоа што популарно е да се отвараат игротеки за деца и тие скоро по правилно се отвараат во стамбени згради. Значи разделниот зид према соседите мора да има минимум 62 децибели. Ако се сетите, кој од вас бил на вебинарот за стамбена или на семинар некој за стамбена архитектура, помеѓу соседи во стамбена зграда се потребни 52 децибели. Значи, на оваа позиција 62, затоа што нормално се очекува дека во кафич, ресторан, детска игротека, дека се развива многу поголема бучава. И зид према посолни простори од друг корисник, ако не е стамбен простор, 57. Нема да ви одземам време, ќе ве потсетам само на линкот за КНАУ вебинарот со наслов звучна изолација КНАУ вебинар Volume 1. Тоа е првиот вебинар кој што пред скоро 2,5 години го правевме. Погледнете го, трае 45 минути за да ги видите основите на звучната изолација, односно што значи атестирана, што значи звучна изолација. Во принцип значи ова. За да постигнете измерена, односно РВ прим, измерена звучна изолација од 62 децибели, треба да земете РВ, односно атестиран систем, лабораториски, со звучна изолација од 70 до 72 децибели. Тоест, падот од 10 децибели е заради нешто ги викаме посредни преноси на звук, преку соседни зидови, преку меѓукатна конструкција и така натаму. Мој предлог, најекономичен предлог на систем кој што има од 70 до 72 децибели, односно точно 72 децибели, е системот V115V со 5 диамант плочи. Системот е многу лесен, многу тенок, 72 кг и 215 милиметри, не центиметри, значи ова само е ММ, извинете за грешката, значи 21,5 сантиметри, тоа е, ако земеме некаков еквивалент масивен на ова, за да постигнете 72 децибели звучна изолација, потребни ви се повеќе од 45 или 50 сантиметри армиран бетон, или, да не зборам за некои, барем 30 сантиметри армиран бетон и сигурно преку 50 сантиметри било каква зидарија. Значи, збориме за систем кој што во малце сантиметри, во 21 сантиметар, ви дава 72 децибели и 90 минути. Нешто помала звучна изолација даваат и обичните плочи, значи истиот систем со обични плочи доаѓа негде околу 70 децибели, меѓутоа нарочно ја ставив диамант плочата, затоа што е плоча со зголемена тежина. Обичните плочи имаат 8,5 килограми, оваа има 13. Заради таа разлика во тежина, многу подобро овој зид ги лови ниските фреквенции. Значи басот во музиката, не знам, многу звуци кои што се јавуваат во овој тип на простории. Ете, тие се 62 ги добиваме со овој тип на зид. Втор тип на зид е зид према кафич, ресторан и друга просторија која што не е стамбена. Не е V115, тоест V115 исто диамант, меѓутоа со без петата плоча внатре. Имаме нешто полесен систем, доста потенок, затоа што веќе се оди со CVPS-ка конструкција, 2 слоја на минерална волна и само 4 диамант плочи. Пак одличен ефект на ниските фреквенции, пак висока противпожарност
и многу мала маса. Значи ова е веќе уште потано од зид. Ова се минималните параметри. Во принцип во Македонија во последниве колку 4-5 години отприлика негде ги имаме проблеми со игротекиве. Игротекиве ги зимам затоа што веќе не ни зборам за кафичи колку проблеми имаат луѓе во стамбени згради. Во овој период сме мереле многу често колку е бучавата во кафичот или во игротеката. На многу места се покажало дека овој минимум од 57 или 60 децибели не е доволен за да се постигне посакуван субјективен ефект. Многу интересно што самата величина децибел, кој што нели интензитет на звук изразен како воздушен притисок, е доста субјективна работа. За мене галама од 80 децибели можеби е малце, за вас е можеби многу. Доста секој човек, различни луѓе различно восприемаат разлика во децибели. Затоа многу често посочувам дека многу често овие 57 не се доволни за да се постигне. Значи, во принцип, секогаш одете еден чекор понапред во планирањето. Во делот на енергетската ефикасност, нема што многу да зборам, затоа што енергетската ефикасност во објектите знаеме како се подобрува со внесување на материјали за термичка изолација, особено во обвивката на објектите. Еден од најпопуларните сувомонтажни фасадни зидови со кои што во последниве 5 години добиваме страшни резултати е системот V333. Го приметувате, тоа е систем со единична челична подконструкција, од внатре со стандардни гипсени плочи, од надвор со гипс фазер плоча и контактна фасада. Значи со зид кој што е дебел само 14 см, плюс контактната фасада од надвор, има тежина од 49 кг, постигнувате параметри на термика кои што одговараат скоро на пасивен објект. Пак не би ме замарало дека многу со сувомонтажните фасадни објекти, затоа што тука ќе ги спомнам нормални аква панел плочите, а нема повеќе да ве замарам затоа што на YouTube можете да го најдете кога имате време 6-тиот вебинар од серијата сувомонтажни фасадни зидови, каде што ќе видите кои параметри ги постигнуваат нашите сувомонтажни фасадни зидови. Не зборам само за параметри на градежната физика, туку и кога се работи за ресторани, кога се работи за сепак се тоа модерни објекти современи и ви нудат огромна слобода во дизајнирањето на просторот. Погледнете го вебинарот кога ќе можете. Звучната изолација ќе ја завршам со последните 4 ставки на правилникот за звучна изолација, а тоа се правилниците за звучна изолација во меѓукатна конструкција. Нема многу да ви одзимам време, зошто? Затоа што кога се работи за звучна изолација во меѓукатна конструкција, вкупната звучна изолација нормално е содејство на меѓукатната конструкција, од кој тип и да е, може да е масивна бетонска плоча, може да биде монта, може да биде дрвена, може да биде челична конструкција, и нашите системи на спуштени плафони и нормално на подна изолација, кои што комбинирани и убаво испланирани, секогаш може да ги постигнат овие параметри на звучна изолација. Пак исти гледате, 62 со 57. Значи, теоретски, ние со постигнување на 62 или 57, ние правиме една кутија, еден простор во простор околу ресторанот, со што целосно го изолираме од комшиите. Над него, под него, зависи од конфигурацијата. Многу често ни светот, не знам во Македонија, ресторан на втор спрат. Но како не, имаме во Штип, во зградата на Бауер, имаме ресторан на најгорниот кат. Многу интересен пример на ресторан. Таму решававме интересна акустика. Сликава ја приметуваат истата слика од насловната страна на презентацијава. Што беше интересно со сликава? Сликава беше дел на наша кампања, која што пред неколку години ја водевме во Австрија и излагаше сликава во многу списанија, многу магазини во Австрија кои што се специализирани за ресторани, за хорека бизнисот. И насловот на оваа фотографија беше малце смешно звучи на македонски кога кажеш. Рекламата беше јадете со ушите. Значи сега кога му кажеш на нормален човек јади со уши, малце брутално, малце смешно звучи, меѓутоа требаше да укаже на баш оно што го зборевме преска, дека во ресторанот не треба да ужива само
чувството за вкус и за мирис, да не уживаме само во аромата, туку да уживаме во комфорот. Сега, пошто следниве неколку слайда ќе бидат посветени на акустиката, морам да направам прво заради субјективноста да укажеме на тоа што значи, што е јачина на звук. Да речеме околу 50 децибели, 50 децибели јачина е негде отприлика средно јак дожд. Значи не оној плюсак летен, него средно јак дожд. 60 децибели е нормален разговор, без напнување. 70 децибели е гласна правосмукалка. Замислете си правосмукалката дома. И се што е над 80, обележено ми е со црвена, затоа што е некаков праг на долготрајна издржливост, 80 децибели е градски сообраќај на само 5 метри од вас. Замислете си на рекорд. Таа бучава е околу 80 децибели. Оно што е многу важно е што интензитетите повисоки од 80 децибели се ризични, односно се што е од 80 децибели мора да има ограничено дејство околу нас. И можеби најважното, појачување на интензитетот на звукот од 10 децибели, сега да слушаме некоја музика 50 децибели и да почнам да попуштам, кога стигнам на 10 децибели повишен звук, вие ќе речете, сега е 2 пати појако. Значи, 50 децибели, ако се вратиме овде, дали е нешто 60 или 80 децибели, тоа е веќе 2 на 2. Звук со 80 децибели е 4 пати повисок, односно појак од звукот од 60 децибели. Сега, оно што е многу интересно, што во рестораните се случува еден многу интересен ефект. Многу штетен, а многу интересен за наблюдување. Замислете си, секогаш кога зборам за бучава во ресторани, го зимам мојот омилен ресторан, а тоа е Фуфо, односно сега веќе Пелистер на площад. Одлична храна има, одлична торта, омилената моја торта Принтанија. Значи, ама тоа е најбучниот ресторан на овој дел на универзумот. Што се случува во него? Се случува овој циклус. Од кај сакате да почнеме да го објаснуваме е исто. Значи, доаѓа, влагате во ресторанот и ресторанот е бучен. И вие седнувате на една маса. Двајца. Еден карши друг и почнувате да зборите. Во некој момент веќе толку е бучен ресторанот што вие почнувате погласно да зборите. Со самото зборење ваше, просекот, односно општата буча во ресторанот станува погласна. Реверберацијата, ќе објасниме што е реверберација. Реверберацијата, сега ќе кажам, реверберација е ефект на, односно должина на време, временски период, временски рок, во кој што еден звук почнува да се развива и паѓа за 65 децибели, односно да не речам се гаси, престанува неговото дејство. Ако сте влегли некогаш во некаква многу голема просторија, кога ќе плеснете со рацете, тој плесок од рацете му требаат пола секунда, секунда, две, зависи колку, зависи од времето на реверберација на просторот, му треба време да се изгуби. Што поголемо е тоа време на губење, односно времето на реверберација, толку е полошо за акустиката. Сега, тоа време на реверберација ја намалува разбирливоста на говорот и пак создава потреба од појачување на гласот. Овој Ломбардов ефект, освен што е нормално штетен за ушите, значи, што е најинтересно, овој Ломбардов ефект иде во ресторани со лоша акустика, континуирано се одвива. Ако ресторанот отвора во 10 сабајле и работи до 12 навечер, во континуиран раст е интензитетот на звукот. Зошто? Затоа што едни гости си одат, нови гости доаѓаат и тие гости што ќе дојдат го прифаќаат интензитетот на говор во ресторанот. Да речеме, ако сабајле во 10, првите гости почнале со 65 децибели говор, веќе во 1 саат е 70, во 5 е 75. Имаме мерено ресторани каде што оди до 95 децибели. Значи, тоа е огромен напор за луѓето. И луѓето на тој напор не може да го издржат, го скратуваат времето на седење во ресторанот и си одат. Во Скопје сум мерал ресторани кои што имаат и до 95 децибели. Значи, нешто е и до темпераментот, нешто е до балканскиот говор, ама и
до огромен ефект има овој Ломбардов ефект во рестораните. Сега чисто само да ви покажам, еве јачината на интензитети, значи интензитетот на звук според децибели и според развиените земји. Секоја развиена земја си има кој интензитет на звук, колку смее да има влијание на нас временски пред да предизвика некаква штета. Значи се зборавме за 85 до 95, значи видите, само 85 децибели, што во принцип можеби не звучи дека е многу, максимум 8 часа. 88 децибели, само 4. Сега да, јас и вие никогаш не сме останале 4 часа во некој гласен ресторан. А вработените? Значи, ресторанот не го правиме само за гостите, туку и за вработените. 95 децибели, колку што сум мерил во Скопје, 1 час. После 1 час веќе има поправливо оштетување на слухот. Не дека ќе се оглуви, меѓутоа, после 1 час поминат во 95 децибели, веќе има тинитус, зуење на ушите. Веќе ова се, за среќа, ова се децибелажи кои што не се достижливи во ресторан, освен, преска спомнав, рестораните за свадби, кои што може да достигнат и до фантастични 110 децибели. Затоа што тоа се рок концерти, 110-115 децибели. Ние сме балканци, малце сме налудничави, меѓутоа да бевме нормален народ, на 110 децибели, зурлите диво што пискаат, 1 минута е препорачено време на задржување на таква галама. Сега, последното нешто што ќе ви го кажам од теоријата е тоа дека многу истражувања има потврдено еден интересен ефект на психоакустиката, а тоа е дека кога седиме во бучен ресторан, ни затапува чувството за вкус. Постојат 5 типа на вкус, нели? Горко, кисело, благо, сега извади еден нов тип умами се вика, тоа е некоја блуткавост, некоја чорбастост, не знам на вкусот, јас не можам точно да му влезам у траг, меѓутоа истражувањата кои што ги имаат направено многу институции низ светот потврдуваат дека сколемувањето на интензитетот на бучавата во рестораните, ова е многу интересно, го затапува чувството за благо и солено, а гостри чувството за горко и блуткаво. Значи, ако ве прашаат како ви се свиѓа храната во бучен ресторан, вас храната ќе ви биде помалку блага или солена, а ќе ви биде повеќе горка или блуткава. Затоа, ова е еден интересен податок што го најдов пред една година дена, затоа во авионите сите викаат дека најлоша храна е авионска храна. Зашто? Затоа што дека летат има 80-90 децибели бучава на моторот околу вас. Мензите затоа се толку гласни и оно што го прочитав исто пред неколку месеци дека НАСА на своите космонаути во храната им додава многу натриум глутамат, односно појачувач на вкус, затоа што тие се цело време изложени на бучава, колку толку да осетат вкус. Сега, последна класификација која што ја прави светската наука е тивок ресторан до 60 децибели. Ова е веќе проектантски совет, значи доколку желбата на инвеститорот да има пура бар да отвори, или луксузен ресторан, елитен клуб, каде што луѓето ќе одат да направат тивок моабет, да испијат некој скапо виски или некој коњак. Секогаш треба да ви биде цел општата бучава да биде помала од 60 децибели. Ако имате стандарден ресторан за тивок разговор, кафич, надвор од центар, кафе, библиотека, целта треба да ви биде, а се планира да биде од 60 до 70 децибели. Нормален ресторан, casual кафичи, семени ресторани какви што ние ги знаеме, од 70 до 80 и екстремно гласни места над 80 децибели. Пак ќе кажам, и тоа се планира, значи доколку вие работите фабричка менза, целта на работодавецот е таа менза да биде гласна и ладна, за луѓето побрзо се одат и се вратат на работните места да бидат продуктивни. Ако правите, не знам, пивница, дојде испие едно пиво и да си оди, исто. Ако има in-and-out ресторани како што го спомнав Олив Гарден, да. Меѓутоа, ако има некаква отворена тераса покрај сообраќајница, убаво е да се размисли на некакво решение за отстранување на таа бучава. Ова се неколку слайда кои што ми беа дел и од вебинарот за просторна акустика, околу како се планира простор
Значи има различни типови на решенија за акустика, тука се абсорбери, тука се ревербератори, тука се дифузери, тука се многу типови на материјали кои што можете да ги видите во Кнауф вебинарот број 2, простор на акустика, исто околу 40 на минути, погледнете го кога имате време. Иначе што ми е интересно, совети кои што секогаш им ги давам на колегите кога работат некаков објект од ваков тип, а и јас кога ги правам оние познати елаборати за акустика, со кои што ви помагам, секогаш ова се главните параметри кои што одлучуваат колку во еден објект ќе има акустични материјали. Што е добро за просторната акустика, се што не е лошо, ги гледате дека се антагонизам има меѓу овие две диаметрално спротивни се. Значи, акустиката сака, добрата акустика сака меки површини, сака драперии, троседи, сака меки подни облоги, сака мали простории, кај што звукот нема многу да патува и да се шири. Сака, ова е многу тешко да се направи, не паралелни зидови. Обично, ако некогаш сте работеле вежбални за музика или било каков тип на гримјорни, тие се секогаш зидовите им се непаралелни. Тоа е некој паралелопипед некој во основа, меѓутоа во нормални услови не е можно да се направат непаралелни зидови. Пробувајте да ги сегментирате просториите. Ресторанот пробајте да го што викаат, да го разиграме просторов малце, значи да има од еден дел на друг дел на ресторанот звукот да има повеќе прекршувања. Акустиката сака сувомонтажни градежни елементи. Акустиката сака Кнауф. Зашто? Затоа што во нашите зидови, во спречувањето на звучната енергија да помине низ нив, функционираат малци како акустичарите тоа го викаат ревербератори. Значи, не дел од звукот што удира во зидот, во нашиот зид, дел се впива во него, дел се враќа назад. Тоа што се враќа назад е тоа штетниот што смета на акустиката. Повеќе гости. Што значи повеќе гости? Нешто што се коси со, го ставив прашалников нарочно затоа што ова што ќе го кажам сега се коси со она што го зборев за ломбардовиот ефект. Кога на иста површина имате повеќе гости, впивливоста е поголема. Секој човек е околу 2 квадратни метри мека површина и е добар впивач на звук. И нормално дифузери на звук од било кој тип. Значи тоа се тврди предмети кои што ќе го распрскуваат звукот по различен нагол. И обратно, негативно за акустиката е големи ширини, висини, значи голем волумен на просторот, многу стакло, тврди подови, паралелни зидови, затоа што се појавува она, акустичарите го викаат флатер ехо. Тоа е оно што одзвонува ехо. Не сака масивни градежни елементи, не сака бетони, не сака цигли. Зашто? Затоа што тие најголем дел од звукот го одбиваат назад. Одбиваат преку 98% од звукот. Малку гости на големи површини, значи обратно од ова повеќе гости. Значи што повеќе гости, толку повеќе впивлива површина. И нешто што најмалце сака акустиката, тоа се калоти, куполи, значи исечоци од круг, кои што не само што го враќаат звукот, него и го фокусираат. Ова го имавме баш во новиот ресторан кој што го спомнав, Бауер ресторанот во Штип. Истиот проблем го имавме. Тоа беше еден интересен простор што изгледаше завршуваше како палуба на брод. Завршуваше во еден ќош, во еден триаголник, кој што горе имаше многу неповолна калота. Тоа беше нека осмина, четвртина од круг и многу лошо го фокусираше звукот во една точка која што моравме да избегнеме. Нема да ве замарам. Со помош на Кнауф материјалите, акустиката ја средуваме со клинео плочите. Тоа е една цела палета на перфорирани плочи со различен дизајн и самиот дизајн дава и различни нивоа на впивливост. Ќе ви го пратам техничкиот лист да го имате за Кнауф плочите. Што повеќе дупчиња, што повеќе перфорации, нормално, толку поголема впивливост по цел фреквентен опсег. Сега во следниве неколку слајда, таман ќе привршиме точно во пред 3:15, 45 минутен вебинар, ќе ви покажам доста примери од праксата, пред се од светов, затоа што во Македонија имаме многу ресторани,
толку многу што ми беше страв да не испуштам некој убав ресторан од некој наш колега, да биде неправда, ќе ги спомнам и најубавите македонски искуства со рестораните. Зошто сакам да ги покажам сите овие примери? Затоа што многу често сум добивал коментар дека многу често нашиве плочи не одговараат на интериерот. Што во некој случај се слагам, можеби се слагам, доколку е некаков традиционален ресторан, национална кујна, рустичен тип на објект, масивна цигла како декорација, да, овој тип на модерна плоча, можеби малце ќе боде очи, меѓутоа за крај оставив еден интересен пример. Иначе, кога се работи за обработка на плочиве, тоа се гипсени плочи кои што може да се бојат на било кој начин. Така да во светски рамки имаме искуство со многу типови на ресторани, милиони ресторани кои што ги имаме направени на светот, особено во земјите кои што имаат регулатива за ова. Една таква била и Југославија, значи не J6201, туку J6204, тоа е стандард за просторна акустика на мали простори и во неа многу убаво се пишува параметри дури и за ресторани. Значи, како може да се постават. Ова е интересно поставување, значи не само на плафони, мислам дека до сега не сум имал во Македонија ресторан каде што над зид сме поставиле клинео. Видете колку изгледа, дури малце уметнички изгледа. Со тоа што дека е избрана една интересна перфорација, на галено ми ја викаат далматинец, пошто баш онака како куче далматинец испрскани кругчиња. Секогаш оваа акустиката доаѓа, значи кога пресметувам акустикава и вие ќе ви покажам сега на софтвер, односно еден модул на нашата страна, ќе видите колку лесно може да се пресмета акустиката, а акустиката секогаш се пресметува заедно со сите други параметри на просторијата, ниво на опременост, тип на под. Кога многу се влоши акустикава? Во светски рамки акустиката многу се влоши пред 10-15 години, непосредно за време и по онаа голема светска финансиска криза 2010-2011 година, кога рестораните заради намалување на трошоците за одржување на просторот ги тргнаат еписоните, значи веќе во ресторан која сака класа нека е први избор на инвеститорот е ламинат или плочка или природен камен. Зошто? За да не го пере, да не го многу полесно да го одржува. Ги тргна завесите, значи нели сите го сакаме оној слободен стил сега, што го викаме нели скандинавски, меѓутоа тој дојде, неговото пристигање беше поддржано и од инвеститорите, односно управувачите на овие простори, кои што се грижеа за намалување на трошоците. И кога го ослободивме целиот простор од се што беше меко, од драперии, од тешки завеси, од теписон, нормално дека акустиката ќе се влоши. Затоа ве повикувам како архитекти и како планери на вакви убави простори, секогаш имајте во предвид каков тип на ресторан проектирате и оние пари кои што ги спомнав на почетокот. Овозможете му на вашиот инвеститор кој што ви ја дал довербата многу побрзо и многу повеќе пари да врати. Кога ќе влезам сега полека мислам дека ми станува и некаква обсесија акустикава, меѓутоа не е толку дека обсесија, туку кога седнувам со колеги во ресторан, ние секогаш имаме што да си кажеме. Не само што сум зборлив, него кога дали професионално седнувам со луѓе, па треба да ги споделам информации со нив, говорот ми е од примарна алатка ми е во комуникацијата со пријателите. И кога ќе седнам во ресторан кој што е гласен, кој што не ми дозволува да се разберам, стварно ги осеќам тие аномалии на просторот. Значи, користете ги како спуштен таван или како преграден зид. Имаме такви случаи. Ја би сакал на брзинка само да ви го покажам ова, само да видам дали имам отворено. Ќе ви го пуштам и овој линк. Работиме на превод на овој вебинар, работиме на превод на овој калкулатор. Значи, Кнау веќе одамна има калкулатор. Ќе ви го пуштам, си го имате.
ќе го преведеме на англиски на брзинка. Ова е калкулаторот за акустика во еден простор. Ке си избереме дека се работи за некаков ресторан. Ко најдеме ресторанот? Каде? Еве го. Дека се работи за некаков ресторан, ќе му зададеме еве некои 10 на 7 метри. Сега да сега ќе отрнеме клинеово. Колку е 10 на 7? Тоа собира од прилика 20 гости. И ќе пишеме дека има мебел за 20 гости во лонч бар. Доле има паркет ламинат, зидовите се кнауф, има, не знам, 40 квадрати прозори. Сега гледате дека површината на зидовите и површината на стаклото не одговараат на вкупната површина на овие параметри. Значи 40, ова ќе биде 62. Пак се враќаме назад. И гледате дека според ова не задоволува параметри на акустика. Реверберацијата е рачуна да биде на негде околу 0,2 секунди. И сега ќе пробаме да додадеме 35 квадрати, ќе избереме некоја клинеа, ќе избереме, ајде нека биде мојата омилена со расфрлени правоаголници. Во брошурите кои што ќе ви ги пуштам на мејл, ќе ги видите кои се тие. Не можам да го најдам. 818R. Најстандардната со минерална волна на спуштање од 20 сантима. 35 квадрати, многу е, гледате дека веќе отиде многу пониско. 25 дали е доволно? 25 пак е доволно. 15 квадрати е дали е доволно? Доволно е. Дали е доволно 5 квадрати? Гледате, ова штиклава се претвори во не. 10 квадрати дали е доволно? 10 квадрати е сосема доволно. Имаме веќе изработен елаборат за ресторан со должина со квадратура од 70 квадрати, 20 квадрати прозор за место за 20 луѓе. Во 70 квадрати простор доволно е дизајнерски да поставите 10 квадратни метри од клинеоплачата. На сликите видовте, го вадите PDF-от. И еве ви го елаборатот на просторна акустика. Еве ги параметрите што ги зададовме, по фреквенција како функционира акустиката и кој тип на плоча е вграден. До кај бев? Бев до овде. За крај, пошто викаат акустика на човек не можеш да му објасниш, треба да му покажеш. Имаме една убава апликација, ќе ви го пуштам линкот до неа. Апликацијата се вика Top View. Тоа е апликација за телефон која што може да функционира исто на очари за VR. Во неа има симулација на различни простори, има канцеларија, односно сала за состаноци, канцеларија, фоаје, детска градинка, училница или ресторан. И можете на вашиот конкретен проект да ги зададете параметрите, да ви покаже што значи со или без акустично решение. Сега не знам дали ова како ќе функционира преку вашите звучници и дали ќе се слуша. Последниот пат кога проверува се слушаше. Ова се два примери за просторна акустика во ресторан. Ќе пуштам од почеток. Вака треба да звучи. Ќе ми кажете само дали се слушате вас. Се слуша кај вас? Ако јас ќе пробам вака да направам. Ова беше ресторан со лоша акустика и ресторан со добра.
Не знам колку успеа да слушне преку телефон, меѓутоа, ако ја отворите оваа апликација, ќе видите одличен квалитет на звук. Чисто ја споредите. За крај, ќе ви оставам со 9 најважни совети од светски, ова се совети кои што ги имам собрано од различни извори, од академски и од практични корисници на алатките за акустика. Ова се 9 најважни совети за проектирање на кафич или ресторан. Вика, распрскајте го звукот со поставување на бариери или прекршувања. Значи, тоа може да бидат некакви паравани, тоа може да бидат големи композиции од цвеќе, тоа може да бидат некакви стаклени прегради. Второ, разделете ги масите за големи групи од масите за поинтимни групи. Нормално, логично, маси со голема група на луѓе се многу погласни од маса со двајца-тројца гости. Не планирајте седење во близина на отворени кујни и кујнски апарати. Логично. Тој што ќе седи во близина на кујната ќе мора погласно да збори и ќе го иницира тој ломбардов ефект. Употребувајте штофови, значи не се плашете, нека се плашите, секако има доста материјали кои што имаат меки површини во вашите проекти, меѓутоа со зголемување на меки материјали, на подебели, на потешки столици, троседи, двоседи, фотели, теписони, вие намалувате потребата од акустично решение. Користете абсорбери на звук над зидови и обојте ги. Тоа е таа тајна, тој трик кој што ви го кажав. Во Македонија имаме многу, да не речам стотици ресторани каде што сме ги направиле. Ќе почнам од како се каже еквилибриум во аеродром. Ќе почнеме со едно интересно решение во Скопски Мерак ресторанот. Ќе продолжам со една убава сладкара која што правевме во Буњаковец. Ќе зборам за сега во моментов работиме санација на терасата во хотел Дрим. Да не заборавам некој, имаме стотици ресторани, ресторанот на Бауер во Штип. Многу места кои што сме ги вратиле од тотално промашување во поглед на задржување на клиентите. Користете звукоабсорбери таваните. Ево него кажам, значи слободно клинеото може да го обоите во боја која што ќе го сокрие во интериерот. Значи после првото влегување веќе никој нема да ги приметува. Користете звукоабсорбери на клинео, на плафоните, на таваните како острови или во целосен плафон. А најдете начин да блокирате буката од надвор. И буката од надвор нормално го иницира ломбардовиот ефект. Многу важно, намалете го ударниот звук. Она што реков преска, веќе нема теписони, нема теписи, значи кога некој ќе мрдне масата или столчето, тоа е многу гласно, значи имаме големи простори и тврди подлоги. И на крај најинтересната тајна е стишете музиката, односно не дозволувајте музиката да биде иницијатор на ломбардовиот ефект. Достапни сме ви на сите канали дигитални, со тоа што јас би сакал во следниот период да не ги користиме дигиталниве канали, туку да се гледаме во живо, кај вас во канцеларија, кај нас на семинари, планирам доста посети во регионов на референтни објекти, ве поканувам слободно да бидете наши гости на некој настан ваков во живо. Само да го изгасам ова. Кај сум? Овде сум. Дали имате некакво прашање? Го пробивме секогаш планираното време од 45 минути, јот имавме и некакви технички проблеми, така да пак сме. Доколку немате прашање, ви стојам на располагање за било какво прашање, реков, на телефонот и на сите тие електронски канали за комуникација. И ви посакувам убав ден, убав викенд, нема да се видиме секако со нов вебинар за празници, ви посакувам среќни празници и да се гледаме за убаво. Благодарам на вниманието. Пријатно.